Драги мои девици, со знак и познак, добре дојдовте на мојата страница. За вас, драги мои девици, љубов, љубовна енергија за месец октомври. Ајде да видиме, драги мои девици, што ве очекува во месец октомври на поле љубов и љубовни случувања. Па да започнеме со исчитување од тарот картите. Ајде, мои драги мои девици, да видиме што ве очекува во месец октомври за вас. Звезда, енергија, исполнување на ваша желба, енергија на дека тешкото време изминато, кое е во ваше одлагање или пак сеќавање е веќе завршено. Се гледа нанапред и се гледа во една светла исполнувачна енергија, каде што и ќе добиете среќа и една ентузијазна енергија која што вели позитивност. Вашата енергија љубовна за месец октомври вели дека токму сте на правиот пат, нешто што било во нееднаквост и неочекуваност во изминатиот период. Некое тешко време за вас е веќе затворено. Вие ќе превземете енергија на донесување битни и важни одлуки по повод гледање напред во вашето време и во вашиот сегментен љубовен живот, како што би биле исполнети со среќа, енергија на ентузијазам и енергија на позитивност. Вашата радост е во нешто што го значува патот на, можеби за некој од вас ќе биде превземање енергија да запловите во брачни води или пак да влезете во една енергија каде што ќе вели да уживате, бидејќи вие сте благословени во месец октомври да дојдете во енергија да одите на некој одмор од соништата, каде што се надевам или пак картите го покажуваат моментот на надеж дека и токму таму ќе запознаете својата личност од вашиот љубовен сегмент, а можеби и ќе појдете на пат со вашата љубов, каде што и ќе се чувствувате како да сте на одмор или пак на вашиот месечев љубовен енергетски дел, а тоа е ханимун или пак медов месец. Ајде да видиме тарот картите што ќе ви порачат, како енергија. Кралица на пентаклите, шест купови, паш на пентаклите, седум штапови и 9 мачеви. Пардон. Кралицата на пентаклите е енергија која што води во мајчина енергија и таа превзема една стабилна енергија, енергија која што е последна кралица во декот од тарот картите, енергија која што е достојна,
самосвесна, таа е една грациозна енергија која што вели стабилност. Таа прифаќа се, но највеќе стабилна љубовна енергија и стабилна рационална и материјална сигурност. Вие ќе обновите една реунија, ќе направите со вашиот љубовен партнер со 6 купови реунија, каде што и ќе отпочне ќе изучите еден нов почеток во вашиот сегментен живот. Но, внимавајте, овој партнер е од не секојдневна енергија, каде што може повторно да ве стави во исчекување или пак да се осетите повредено во некој сегментен дел од вашиот љубовен живот. 9 мачеви вели дека е енергија каде што овој партнер или пак партнерка се во неисцелена енергија. Некој кармичен дел не го остават позади себе и затоа ќе треба да бидете добро внимателни за да не дојде до некоја енергија непосакувана, а тоа ќе биде и рушење на самата реунија. Драги мои девици, за вас љубовен партнер или пак реунија со земјен знак кој што е од ваш сегментен дел. Може да биде и партнер кој што е ваш веќе работен сопатник, а можно е и да е енергија која што и се запознавате токму на ова патување, но во реунија сте. Значи, веќе сте биле еднашка во љубовна врска со овој партнер. Порака од тарот картите е да запазите на сето што она го говори овој партнер, затоа што нема исцелено доволно кармична енергија во него, тој се уште е во кармична енергија и го нема исцелено овој дел. Да не дојде до непосакувана, морате да научите нешто многу подобро и повредно за сврстување на оваа врска. Енергија која што дава борба, да превземете борба и да си го искажете сето она ватрено што го имате во вас. Енергија која што дава љубовни емоции, но и реунија за емотивно исцелување на овој партнер. Ајде да видиме што сакаат да ви порачаат небесните карти. Галактична хармонија, токму така. Манифестирајте отворено во вид на ваша една хармонија или пак музичка хармонија која што ќе превземе енергија на реципроцитет помеѓу донесување одлука на умственото и вашето срце. Морате да ги поставите границите помеѓу вашиот умствен дел, вашето рацио и вашето срце во една реципроцитетна хармонија, доколку донесувате одлука за оваа реунија. Доколку не сакате да бидете во реунија, продолжете на патот онаму каде што и сте тргнале со по патот на светлината или пак на ваша манифестација и желба, вие ќе стигнете многу далеку во енергија љубов, ќе бидете закрилени од универзумот и ќе бидете во еден сооднос да се исполните емотивно. А јас на вас ви посакувам многу љубов и многу енергија во овој месец октомври, драги мои девици. Се гледаме и слушаме во наредно видео. Поздрав!